Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте во уште едно издание на Ади Бурек на Сител 3 телевизија. Понеделнички денеска започнуваме со гости и така ќе биде цела недела. Агендата ни е пренабиена, затоа што сепак се локални избори и ќе се обидеме барем најинтересните, најатрактивните луѓе кои очекуваме да направат нешто интересно или кои можат да направат некоја позитивна промена во своите средини. Секако ќе имаме од разни партии, од разни провиненции, ќе имаме и лидери на партии во текот на неделата, понекогаш и по двајца гости. Сепак не можеме премногу да го разводнуваме, а има толку многу луѓе кои има да кажат толку многу интересни работи. Вечерво одиме во Куманово. Поточно Куманово го повикавме кај нас. Кандидат за градоначалник на општина Куманово, господинот Зоран Ѓорѓиевски, број 19. Се наведнав да прочитам точната бројка, да не ја заборам. Секаде е иста. Секаде е иста. Да. Добро, ја не се обидувам да ги запамтам, математика не ми идела. На општествени науки повеќе. Господин Ѓорѓиевски, вака, бидејќи мојата публика и јас лично не ве познаваме, јас само освен што знам дека сте кандидат за градоначалник на општина Куманово и дека по професија сте лекар, навистина не знам ништо. Би ве замолил вака малку да се запознаеме и јас и гледачите. Лекар сте по професија. Што точно е вашата професија? Што работите, каде? Па јас вака 28 години работам како лекар во Општа градска болница Куманово. Иначе поточно сум специјалист хирург, општ хирург во болницата во Куманово. Од 2010 до крајот на 2012 бев началник на хируршкото одделение. Потоа, откако тргна кампањата, веќе не сум. Така да, отприлике во кратки црти е тоа. Ми интересира, што значи општ хирург? Што оперира општиот хирург? Па вака, во хирургијата, општата хирургија ги зафаќа сите оние витални полиња, значи во прв момент повредувања ги згрижува сите тие такви врсти на повреди. Итните состојби во хирургијата, значи кога нема време да се пациентот префрли до некаде, значи витално загрозените да им се помогне. Претежно се работи абдоминалната хирургија, дел од детската хирургија, травматологијата, пластичната хирургија, така, од се по нешто. Све. Значи, од крајници слепо црево па до посложени зафати од, да речеме, сообраќајќи вадење слезина и слични работи. Вадење слезина е итна состојба, иначе вадење крајници е кај специјалистите за уво грло нос. Се извинувам. Нема проблем. Кажете ми, сте работеле на некои покомплицирани случаи каде што барало со часови на ангажирање и така натаму, и што е најдолгото што сте го работеле така у својата Па вака, во хирургијата има едно правило. Знаеш кога ќе влезеш, а излегуваш кога ќе завршиш. Така. Значи, нема време ни за пауза, ни за кафе пауза, ни цигарет пауза. Значи, за интервенцијата можеш да ја планираш кога ќе влезеш, а додека не се заврши работата, нема излегување. И колку најдолго ви траело? Па, јас сум учествувал и на операции што траеле преку 12 часа. Да. Јас сум наистина фрапиран. Вака, хирургијата е врхунскиот спорт во медицината. Покрај интелектуални способности, бара изузетни и физички способности, издржливост, така да сепак професијата хирург е многу напорна. Ај ќе видиме како ќе го издржите тогаш ова повеќе часов на интервју, бидејќи ја овдека со половина час гости не сум пуштил, бидејќи кога ќе дојдете овдека сега на преглед кај мене, мене ме интересира ни за еден подолг разговор, сакам да ве запознавам и како личност, бидејќи веќе сте одлучиле, но и да ве запознавам секако не само јас лично, туку и јавноста. Оно што ме интересира, предпоставам дека сте семеен човек, дека во вашата кариера имате формирано семејство. Гордо сте во едно семејство кај нас, во нашава земја, која некој ќе стане лекар или кој ќе се одлучи на такво нешто. Во тоа не се сомневам дека сте имале поддршка, така? Па вака, поддршка од семејството имаше уште со бирање која професија ќе биде, од покојниот татко, мајка ми е жива, од неа
имаше голема помош, да кажем со еден нејзин жаргон, жртва за нас. Среќно оженец е мен човек, татко на 20 млади лекари, кои завршија пред година и пол, се уште се невработени, волонтираат, наследија. Браво. Мада јас бев малку противен. Зошто? Керката имаше така, дарба некоја за покреативни работи, меѓутоа желбата незина беше така, да тргне по тој пат. Некој пат сме и размислувале зошто нашите деца многу пати тргнуваат по некоја наша страна. Па воглавном во семејствата наши 90% од разговорите се седуваат на медицината. И окупираноста, тоа е едноставно во И воздухот, утре да? кога треба тие да направат избор, најнормална работа и најпозната работа и професија од која најмалку се плашат, со која се запознаени цел живот уште од малечки, е медицината. Затоа се одлучуваат, не е дека ние ги тераме да дојдат по нашите стапки. Предпоставувам дека е така, предпоставувам дека го чувствувале тоа во живот. И сега, знаете зошто ова ве прашав? Ова ме интересира. Како реагираше семејството кога разбра дека ќе бидете кандидат за градоначалник, дека влегувате на некој начин, ајде, градоначалничката функција не е толку политичка, но не е без политика во секој случај. Јасно. Па вака, моите деца, да кажам, од моментот кога се соопшти дека сум кандидат за градоначалник, за нив беше голема чест. Понудата, беа многу горди поради мене, бидејќи ете, после толку години работа, доаѓа како некоја сатисфакција лична за мене, а и за нив. Пошто времињева сега се такви, многу пати се случува да нечии така трудови и резултати, не се пратат. Ова дојде нешто малце као вишна на торта. Да, така. Обштественото признание. Па не ли ви е доволно обштествено признание што сте били началник, што претпоставувам според реакциите добив позитивни реакции, кумановци ве знаат, ве почитуваат, сте спасиле многу животи таму? Па вака, човекот во животот ќе осети некој период на кулминација, после тој период доаѓа до некој постепен пат. Сега тоа е моментот кога можеби ќе се појават некои 5 минути во животот да се определите на некоја друга страна или да си продолжите по патот што годите. Еве во животот кај мене се појавија 5 минути, а како човек, како карактер, така, сум малку авантурист и беше желбата, а што да не пробам. Авантурист? Па да. Освен во професијата не сте правеле авантури, но во професијата нема авантури. Нема авантури. Да. А вака нешто, имате некој посебно хоби? Не се интересира се нешто планинарство? Моје хоби, да кажам, покрај риболовот, али риболов на пастрмка. Тоа е фактички алпинизам со риболов. Алпинизам со риболов строго на пастрмка. Строго на пастрамка во И Куманово. ако се фати сом, што му правиш, му се извинјаваш вака, извини, друже, соме и го враќаш назад? Во тие води нема сом. Сомот ги лови пастрмките. Мислам, тоа се претежно тешки терени, непроодни терени кои бараат изузетна издржливост. Меѓутоа се многу атрактивни што, да кажеме, ние кои работиме со луѓе, доаѓа период кога се јавува една заситеност и се јавува желба да еден ден посветиш сам на себе и никого да не сретнеш. Изолираност. Изолираност, едно празнење на негативна енергија која се кумулира со денови во вас, така да после завршување на тој ден, вие сте физички уморен, ама психички многу свеж. Така да веќе од утредната сте свеж, орен за било каква работа. Интересно. Интересен пристап во секој случај. Уште малку за професијата ме заинтересира вака. Вашиот колега, исто така кандидат за градоначалник на Охрид, господинот Бакрачевски, кој е кардиохирург, од друга страна, сепак хирург, рече дека ако добие на изборите, дека ќе се обиде барем еднаш неделно или еднаш месечно, нешто така најави, ќе видам и он ќе биде гостин оде, па ќе поразговарам со него, дека ќе оперира. Вие ќе недостасувате ли во
во вашата болница или таму има веќе добар кадар, имате добра одмена, замена или ќе одвојувате и вие понекогаш време за прстите да ви бидат, сепак хируршките прсти се нешто како кај пианистот. Да. Па рековме, прво, колегата Бакрачевски е интервентен кардиолог, работи интервентна кардиологија. Сепак е тоа малку различно од кардиохирургија. Пардон, се извинувам. Иначе колега мој со кој заедно имаме специализирано е Владо Кочовски, кандидат за градоначалник на Струга, со кого сме лично многу добри пријатели, уште од време на специализација и денес сме пријатели. Ми беше многу драго кога слушнав дека е кандидат за Струга. Така да, од поздрав до Владо, се надевам ќе биде и тој гост овде. Што правите вие од ВМРО? Решивте да не оперирате вака, да не средите лекари? Иначе идејата за работа еден ден, јас ја промовирав уште многу пред Бакрачевски да каже, затоа што рековме пред малку. Хирургија е врхунски спорт во медицина. Бара тренинг. Ако ништо повеќе, 4 години се бројано време. Може после 4 години, политиката е таква, доаѓа време на младите, промени, нови идеи, поголем елан. Мислам, се е дозволено. И тука, кој свати на друг начин, грешка во старт. Така да за тие 4 години треба да се одржува формата. Не мора да се прават некои големи работи, али барем да се одржува формата. Така да на сите луѓе во Куманово, јас имам кажано секаде кај што одам, дека еден ден у неделата, среда, договорени пациенти 3 часа амбуланта и 6 часа оперирање. Така да и волонтерски договор нормално со болницата да се направи, не мора ништо да плаќаат, а и едукација на помладите кадри, меѓу кои рековме и моите наследници. Кога ја донесовте оваа одлука да се и кога ја прифативте, кога ви беше понудена? Што ви беше речено кога ви рекоа зошто вие, зошто да бидете кандидат на ВМРО? Зошто ве предложи? Па вака, не е случајно. ВМРО си има своја процедура комплетно на испитување на личноста, значи ве посматраат од многу агли, по прашање на тоа како личност, кој човек сте, вашите професионални достигања, багажот што го имате во местото кај што живеете, колку сте познат во местото кај што живеете, така да случајности нема. Тоа е една постапка која трае малку подолго, мислам дека е повеќе години. Така да, меѓутоа, личните контакти беа некаде од декември натака. И направивме муабет. Главен, да кажам, кривец за да прифатам беше премиерот. На нашите средби човекот ме воодушеви со искреноста за некои работи и реков, па добро, зашто да не. И големата верба што ја имаше во мене, уште од самиот старт. Вака јавно една голема благодарност. Добро, како ќе се носите со предизвикот да бидете, не знам, ве фаќа ли треба нервоза, имате ли представа што ве чека, што е градоначалничка функција, бидејќи во суштина како што се порано градоначалник беше во оваа земја, се протнуваше, особено во 90-тите, било кој што може добра аванта да прави, а сега се бара човек кој добро ги познава терените, кој знае да работи на терен и кој треба да има афинитет кон менеджерски способности. Па вака, теренот на општина Куманово, како што кажав, добро ми е познат. На времето работев и во брза помош, имаше и работа на село. Така да, што викаат кумановци, нема место кај што кучето не ме лаело. Значи, нема, теренот го познавам изузетно. На теренот многу луѓе ми се пријатели, што професионално, што приватно. Проблемите на тие луѓе, доста ги знам, со години се дружам со нив. Пред малку ме прашавте за со кои работи уште се бавам. Во зимските месеци лов, планинарење, бидејќи имам викендица на планината Козјак, што е на граница со Србија.
на 1300 метри надморска височина, горе пешачење доста чести, со друштво така, ловот ни е поинтересен. Тоа е добро и за кондиција, свеж И за кондиција, како што рековме, еден ден у неделата празење од кумулирана негативна енергија, недела две која ќе се насобере, горе на фантастичен начин излегува. Така да, рековме, покрај риболовот, рековме и овие други спортови, кои бараат активен ангажман, добра кондиција, се со цел за да се одговори на обврските што ги има професијата. Ловджиското вака ќе помогне ли како градоначалник да се справите со криминал, со слични појави во градот? Се шегувам. Не е проблем тоа, меѓутоа предизвикот е и од друга страна. До сега беше како што беше, меѓутоа дојдоа времења кога се бара одговорност. Јас реков, доаѓам од една струка кај која зборот одговорност е многу голема. Така да ми е многу јасно што значи зборот одговорност. Рековме пред малку во хирургијата работи тим. Меѓутоа одговорноста за тоа како ќе заврши случајот ја има хирургот. Тоа е факт. Така да за таа работа, мада и за сите работи во животот сме доста одговорни. Мислам, тоа е една од предодредености што се одлучија да не ангажираат нас хирурзиве. Инаку, во Куманово ќе има многу работа. Во моментот сме преокупирани како ќе завршат локални избори со позитивен исход, со победа, која за Куманово ќе биде рамна на Гинис, бидејќи 22 години во Куманово СДСМ е на власт и Куманово е единствена општина каде ВМРО до сега нема ни една победа на локално ниво. Мислите дека се сменија работите во корист на ВМРО? Работите се сменија. Прво, и глобално ситуацијата веќе не е иста. Рековме пред малку, народот е веќе сит од неодговорност на политичарите, на градоначалниците. Бараат одговорни луѓе, домаќини луѓе, луѓе со минат труд, познати луѓе. Затоа што во сите средини луѓето сакаат да го знаат човекот. Значи човек кој треба да доаѓа од народот, да го знае народот, не да му кажуваат, ово е вако, народот да го знае. Така да, мислам, покрај сите тие особини што ги наброев, дека има некои реални шанси да се направи добар резултат во Куманово. Добро, добивте поддршка од своите дома, тоа е во ред. Дали кога им кажавте на пријателите што планирате, значи предпоставам не само пријатели, вие се консултиравте и со обични луѓе што ви се станале пријатели, пациенти и така натаму. Дали прво го направивте тоа, дали се консултиравте со сите нив и барем оние што ви беа, нели, тука со кои комуницирате, какви беа нивните реакции? Баш ме интересира, еве, познат, признат човек кој е сакан во Куманово, лекар кој не го сака лекар, кој не сака хирург што му помогнал и така натаму. Тука по дефолт вие имате што се вика поддршка и ве почитува, но политиката е малце поинаква работа. Какви беа реакциите од вашите пријатели, познаници, пациенти кога разбраа за ова? Па вака, јас малку влегував со резерва во оваа работа, а пријателите беа многу поодушевени. Да. Сега од оваа точка ми е јасно зошто. Затоа што год да биде, одговорноста ќе е моја, не нивна. Затоа јас бев порезервиран, имав право да бидам порезервиран, знаејќи што се ме очекува. Затоа што во Куманово веќе со години, рековме, владее една политичка провиненција, ликовите се менуваат, работите си течат во надолен тек. Куманово има некои работи кои се направени, меѓутоа во глобала земено за 20 години надолниот тек во Куманово е многу далеко отиден. Прво, Куманово до 90-та година важеше како најиндустријски град во Република Македонија. Апсолутно точно. Од најиндустријски град Куманово дојде во ситуација
од кои причини се, не сакам да навлегувам, да индустријата комплетно замре. Така да остана сега да работи само фабриката за заварени цевки 11 октомври со некои 10-15% од своите можности. Борите од оние стари, не големи индустријски објекти, као што беа кланицата, као што беше ЧИК, као што... Па вака да ви кажам, ЧИК беше фабрика за чевли, каде работеа 4000 до 4500 работника. Тоа е гигант. Значи, фабрика со запослени 4000 до 4500 работника, тоа е гигант. Работеше една Искра инженеринг, која во рамките на ЧИК поготово не требаше да замре, ама светов да се преврти, тоа може да функционира. Таа приказка затворени пазари е смешна, тоа е толку за ЧИК беше најотворен пазарот на тогашниот Советски сојуз. Каде не? Ама у секој момент, у било каква дадена политичка ситуација, вулкан да се отвори утре во Македонија, ЧИК може да работи со тие 4... Тоа беше просто несватливо. Ај разбирам нешто што исклучиво било наменето за XU пазарот, ама ЧИК да го упропастиш, тоа ми е несватливо. Не знаев податокот дека 4000 работници имало. 4500 со двата погона што ги имаше екстра. Вака, реков, не навлегувам во причините, меѓутоа, Белки ќе дојде ден да се одговари за таа работа. Покрај ЧИК, Искра инженеринг, во рамки на онаа Југославија, гигант за мостови конструкции, за се. Понатаму Тутунскиот комбинат со чуениот лорд, значи и тој беше во тоа време еден од поголемите тутунски комбинати на ниво на онаа Југославија. Леле, кај ме подсети? Па добро, ја ги откажав цигари туше пред 15 години, али паметам дека едно време Лорд пушев. Лорд беше дака. Со Малборо, она наин цигара. Да. Белата Лорд убаво испишена. И се наоѓаше многу тешко. Да, беше и онака. Да, така да реков, земјоделскиот комбинат исто така беше доста голем гигант. Винарскиот подрум, ладилникот кај што се правеа у тоа време најприродни сантал сокови. Мислам, една многу јака индустрија лоцирана во градов, одеднаш падна на колена, така да голема бројка на луѓе се најде во еден расцеп. Во меѓувреме се случува некои работи, дојде кризата, тогаш спас за Куманово, за таа бројка на млади луѓе невработени, беше Брайан Ирут фирмата, американската за логистика, потоа Ирак, Авганистан и така Куманово од град кој го носеше бајракот у тоа време на индустријата, стана град кој го носи бајракот на луѓе на печалба. Последните податоци... И тоа не печалба да оди да стане пекар или лекар или да ова, туку животот да име во ризик, нели? Логистика да работат во Авганистан, во Ирак, во опасните подречја, нели, НАТО ангажмани. Тој им носи многу пари, ама животот колку вреди пари? Точно. Нема пара која може да го плати животот. Рековме, бројка од над 30.000 млади луѓе од Куманово е надвор од Куманово. Неверојатно. Да. Неверојатно, 30.000. Да. Не се осмелував да ве прашам, ова ви благодарам што кажавте, ама... Па ова информација случајно ја имам, бидејќи сопругата ми работи на вакцинација. Сите тие кои треба да одат на страна мора да имат картон за имунизација. Така да сите тие поминуваат. Каде ја вадиш статистиката? Така да господин Ѓорѓевски. во разговорот со сопругата ги знам овие бројки и се поразителни. Така да Куманово од најиндустријски град почна да тоне, не се преземаа некои работи да се реактивира индустријата, да кажам, постоечката локална самоуправа уште од тогаш не направи некои чекори да се доведат нови стратешки инвеститори, нови инвестирања или ревитализација на постоечките, тоа не се направи, се дозволи сето тоа да пропадне. Еве во моментов, да кажеме, фирмата Житомел е комплетно пропаднана, сега е во стечај и да ја добие некој, тоа веќе се однесено, распарчено. Мислам, најскапо е да се изгради и направи, а иначе да се распарчи, тоа е за момент. Така да, многу тешка состојба дојде Куманово.
еден од главните проблеми во Куманово, да кажем кој сега му лебди, е невработеноста. Овие луѓе сите се на страна, меѓутоа живеат за оној момент кога ќе им кажат доста беше, ајде вратите се. Тука ќе почне голготата. Велат дека во моментов има еден куп жени, убаво дотерани, кои се сопруги на нашите гурбетџи, војници, или логистички поддржувачи и работници на тие места, кои обично парите сега од што нема каде ги инвестираат во мали приватни дуќанчиња кои многу тешко дека ќе се подигнат, бидејќи е потребно едно општо ниво високо за да и они ќе се најдат и они во една незавидна ситуација, иако и да имаат добра заштеда, што им е... Но, знаете што, време е да почнеме со програмата, да ве прашам што е вашата идеја, дали уопште имате вие некаков концепт, дали ВМРО ДПМН ќе ви даде некаква логистика и поддршка да направите нешто револуционерно. Но тоа ќе го видиме веднаш по рекламите, да направиме првата пауза. Господин Георгиевски, го продолжуваме разговорот и време е да ги исперцепираме клучните проблеми што се во Куманово. Спомнавте една болна работа, као кога ја раскажувавте, уште фалеше да го пуштиме тешкото. Знаете, песната со која се испраќале нашите печалбари со надеж дека ќе се вратат некогаш повторно назад. Таа една разделба која е опишана од народниот деец, заштитена од УНЕСКО и ја представува можеби најголемата болка. Треба само да го пренесеме и тоа пресликаме колку фамилии би се откажале од едно посладко парче леп само за да си бидат со своите најблиски, дејќи ова не се отидени во некои безбедни земји, туку се отидени токму во најнебезбедните земји, ризикувајќи за парче леп. Навистина би сакал вечерва да слушнам од вас, има ли надеж да се промени тоа, има ли надеж градоначалникот, новиот градоначалник, ако вие бидете избрани, да направи една позитивна промена. Тоа е еден од клучните работи. Втората клучна работа која низ историјата овдека ние со време не ја знаеме за Куманово, а тоа е водата. Ја во емисија ми се јавувале луѓе, вика живееме таа и таа населба, се парафразирам, не можам да се сетам како се викаат тие населби, века нови населби, нови куќи, нови згради, нема вода. Нема вода, едноставно. А да не идеме што се случуваше во време на конфликтот и така натаму и така натаму. Кога со цистерни донасаа вода во Куманово. Да. Трагедија. Вака, водоснабдувањето на градот е децениски проблем во Куманово, кој се уште не е решен. Нема решение се уште. Ние, како партија, тој проблем го абсолвиравме, го истраживме и го внесовме во програмата као приоритет. Со решавањето на тој проблем, за кој, мислам, е смешно во 21 век да се разговара, кога... Ама разговараме, благодарејќи на некои структури, водоснабдување и канализациони системи за фекална канализација, тоа се најнормални работи за сите нормални земји. Кај нас 21 век уште разговараме за такви проблеми. Ние во програмата предвидовме активирање на еден постоечки тутунски вод кој на времето служеше за наводнување на расадниците во едно село близу Куманово, се викаше Опае. Тој вод да го рестартираме и количината на вода која ќе е потребна да дојде до фабриката за вода да ја зголемиме. Сега за сега, во летните месеци, кога потрошувачката е зголемена, се користи еден бајпас од четвртиот вод, тоа е вод за наводнување. Значи, тој бајпас се користи само преку лето, преку зима тој бајпас е исклучен. Така да, ако се јави преку зима некоја поголема потреба за вода, градот нема доволен прилив на вода за да може да ги задоволи сите страни.
Господине Ѓорѓиевски, дозволете ми да ви се уфрлам во зборот, запомнете каде да сте застанете да продолжите. Не ми е јасно. Знаете, ја овдека низ мојава работа нонстоп сум бил тролан и бомбардиран од луѓе кои ме убедувале дека во оној бивши систем во Југославија, па тоа се градело, па тоа немало што да фали и така натаму. Сега некако болна се соочувам со една болна вистина. Ако толку се соочувало, па вие овдека зборите немање канализација, немање на водовод, немање на доволна количина на вода. Како дојде до ова? Што за некои структури? Може ли да бидете подиректен? Што е работа? Еве 22 години велите сада сама таму. Како 22 години може еден град да има проблем со вода и да не се реши тој проблем? Збориме, еве пак уште малку да парафразирам. Ајде малку, нели, премногу зборам, но ќе ве оставам. Еве можам да разберам, ајде некоја нова населба, па не е пуштено цевка. Но овдека збориме згради, збориме висококатници, нема притисок, луѓе ми кажуваат воопшто нема вода во, вика, све што е малце повисоко во Куманово едноставно снемува вода. Мислам, не ми е јасно што се случува, како може да нема вода. Еве го Липковско езеро. Како тоа да не се изгради? Нема инфраструктура ли? Нема цевки? Што е проблемот во суштина? Па вака. Ако можете, мислам да ми го Куманово, елаборирате. како и сите други градови, да кажеме, сега сите блиски населби, поранешни села, сега се изградија како град порасна, меѓутоа, растот на градот него актуелните власти не го пратеа. Значи, сите тие населби се споија со градот, сега се веќе споени. Населба Карпош, населба Вера Которка, населба Ајдујчка чешма, населба Банево Трло, населба Иго Тричковиќ, сите тие населби се споија. Градот се ширеше. Ако велите се споија и на мрежата на инфраструктурата, така? Точно. Мрежата на инфраструктурата не се менуваше. Не се зголемуваше. Не се зголемуваше. Во меѓувреме се јави и урбаната мафија, и сега, на место каде што постоела една куќа, во која живеело 4-члено, 5-члено семејство, Добро. приклучок на вода за таа куќа е бил отприлike количина на вода која ќе се троши, пример, за 5-члено семејство. Во просек да ставиме еден член, ова се веќе некои медицински бројки, просечно троши дневно 50 на литра вода. Сега, ако таа куќа ја срушиме и куќата до неја, значи тоа се две семејства по 4-5 луѓе, 10 луѓе. Направиме зграда. Во таа зграда направиме пример. Ке се вселат 20 семејства. По 5, по 4. Тоа е веќе друга бројка, многу поголема количина на вода. Мрежата иста, за да можат да сите спратови да имаат вода, ставаат посебни пумпи, влечат, меѓутоа количината на вода, истиот промер, не може да ги задоволи потребите. Значи, за самиот град, потрошувачката е многу поголема, од колку порано што се трошело, доводот е исти. Уште населби плюс, основна работа, значи, мрежата во градот не е реновирана како и растот што е на градот. Значи, ако предвидуваме подолгорочно да правиме згради, се знае, се менува мрежа, се менува фекална канализација, се менува електронските водови, значи комплетно планирање. Овде не е правено. Овде е ад хок решенија. Вие сакате да правите зграда, ќе ви дадеме маркица, ќе го смениме планот, во Куманово тоа си функционира. И сега кога ќе дојдете, имате згради од секаков тип, фасади нема боја каква нема. Куманово стана град на асфалт и бетон. Зеленило никаде, со трн да мавате. Преку лето температурата, да кажем, ако и кажат дека е во сенка 39,5, во стварност во градот ќе иде у 55 па и повеќе. Така да никаде зеленило. Значи Куманово... А и ако би имало зеленило, со што ќе се одржува кога нема вода за наводнување? Вода за наводнување може да има, меѓутоа за пиење нема. За пиење нема. Да. Има ли градот бунари за техничка вода и така нешто? Вака,
Градот има во локацијата на населба Бедиње, има бунари артерски кои се користат за да се појача водоводот и бунари во населба Проевце кои се користат сега за да се појача доторот на вода во фабриката за вода во Куманово. Меѓутоа и таа количина е недоволна. Затоа и кажавме дека со изградба на овој вод, мислам дека некаде за можеби третина од сегашново, па може и поголема количина да дојде, промерот треба да биде негде околу 1400, треба да се зголеми доторот на вода до фабриката за вода. Тоа е едната работа. Втората работа која ја кажуваат сега во градот е дека губитоците во мрежата се 60%. Малку несватлива работа. Како тоа? Многу несватливо. 60% е... Па со тој губиток вие можете и пола проблем да го решите? Затоа и кажав, постоечката мрежа треба да се реновира, да се губитоците сведат на некои нормални бројки, од 15 до 25, секаде во светот е така. За да една мрежа биде рентабилна. Штом губитоци се над 50, ја не знам која математика е таа мрежа да биде во функција на градот. Што како покрупен зафат? Еве рековте дека ќе користите некој довод на вода за кој не бил користен и кој може да се зголеми. Па тоа е една инвестиција од можда некаде 100.000 евра, некаде околу 3 километра треба да се доведе со цевки. Вода до таа. Да. Тој постоечки вод доаѓа од Липковското езеро и ќе биде доведен до филтер станицата, тоест до фабриката за вода, така да количината на вода која му е потребна на градот ќе биде зголемена. Добро, на Куманово му фали ли извор за вода? Има ли од каде да повлече вода доволно колку што би му требало? Мислам, колку што ве сваќам, не е проблем дали има вода, туку да се доведе таа вода во мрежата, така? Да. Па вака проблеми се повеќе. Рековме, еден од проблемите е да се зголеми доторот на вода до фабриката за вода. Така. А вториот проблем е да губитоците кои од постоечката циркулација на вода во мрежата се поголеми од 50%, да се сведат на многу помала бројка. Значи да се реновира комплетната мрежа во градот. Секаде кај што е стара мрежа да се стави нова мрежа. Да нема дефекти, да тече вода по улици секој ден. Така да тој проблем да се реши, градот ќе има вода. Значи, тоа ви е клучното што го сметате или ќе се иде и на покрупни решенија? Рековме, тоа е клучното. Добро. Затоа што да овој проблем да се реши за наредните 10-20 години, да не е проблем, а веќе после тоа во меѓувреме ќе се бараат уште алтернативи. Значи, Куманово како град, така речено во наш жаргон, лежи на вода. Значи има извори од кои може уште да се повлече вода, али... И ќе направите ли нешто во врска со тоа? Па рековме, една алтернатива беше овој вод. Така. Втора алтернатива... Кој ќе ја зголеми количината и притисокот, така да и на повисоките места во градот ќе има вода. Во сите места каде што во Куманово познатата висока зона ќе биде обслужена со вода. Кажете ми, 100.000 евра не се малце, ама не се ни многу пари. За таква работа не се За таква работа не се. До сега не би и во најсиромашен период не би требало никому да биде проблем да го направи тоа, очигледно или не знал или не сакал. Сакам да ве прашам, ако добиете довербата, за колку време може да се изведе ова? Па, вака, кога ќе се завршат сите овие работи, јас се надевам дека во летниот период оваа работа ќе биде завршена. Од сега до летото и можете да ја завршите оваа работа. Добро. Повелете понатаму. Да се вратиме на претходното прашање што рековте, кое решение ќе понудиме јас како иден градоначелник и партијата ВМРО ДПМН со коалицијата за подобра Македонија. Ние, пошто ги снимивме работите, со разговори со граѓаните, сугестии со граѓаните, со постручни лица на оваа тема од сферата на економијата и ги ставивме во една програма. Така да, клучен проект со кој ќе стартуваме во наредниве години, ќе биде отворање на една индустријска технолошка развојна зона во непосредна близина на Куманово, некаде вака, стиковито да ви објаснам, кај што се наоѓа пумпата Романовце, од спротивната страна на автопатот, кај што се наоѓа асфалтната база, тоа земјиште е на РМ,
тука ја планиравме нашата технолошко развојна зона. Значи, сметате тука странски инвеститори да градат погони како што... Исто како што е Бунарџик. Бунарџик. Да. Фактички ситуацијата да сегашната добра волја на централната власт да во овој момент му помогне на Куманово, кое во разговорот видовме докаде е, нивната желба, а и нашата се разбира, да искористиме таа работа за да на кумановци и на младите луѓе во Куманово им пружиме шанса да го најдат своето место. Сепак ќе признаете и 7 и 10 години на страна не е исто тоа семејство, тој човек да го гради семејството тук. Па нека си помалку парите, али тој е тук. Затоа што и да се ожени, и да створи фамилија, неговото отсуство, пример, на мажот или на жената, сеедно, дава многу други проблеми. Така да, рековме, на таа тема ќе се навратам попосле, да ја завршам ова економската, отвора многу други проблеми. 7 или 10 години да не сте дома и да праќате пари, има добри работи, ама има се случуваат и многу лоши работи. Така да се клати бракот, се клати довербата, се клати семејството. Доаѓаат до уште поголеми, па после развод која ќе дојде, па после тие џабе спечалени пари кои ќе се растурат. Сите оние ризици што и овака во нормални околности ги вребаат луѓето и семејствата во кризно време, а камоли кога ризикот е многу зголемен, кога еден член од семејството не е тук. Значи, рековме, со изградба на оваа индустријско-технолошко развојна зона, ние као локална самоуправа ќе треба да обезбедиме сите оние инфраструктурни работи што треба да ги има таа зона, што значи водовод, канализација, пат, струја, за да на стратешкиот инвеститор му понудиме, се надеваме на помош на владата, да изнајдеме стратешки инвеститор, нормално во оние индустријски гранки кои... Ако имаше стратешки инвеститор не само за Скопје, за Бунарџик, имаше изградија Джонсон Контролс во Штип, изградија во Битола, изградија во Неготино, се отворија фабрики и така натаму и се најавија странски инвестиции. Овдека ви автопатот, тука е аеродромот во близина, така да доста логично ми е. Меѓу стратешки битните градови во Македонија, се наоѓа на раскрсница на два коридора. Коридор 10 кој оди према Западна Европа и коридор 8 кој оди према Истанбул, Турција. Извинете, господине Ѓорѓиевски. Да, тоа е така, формално, но за жал градот е далеку, бледа сенка. Куманово важеше можеби за втор град во Македонија. Сега, ја не би сакал да ги навредам кумановци, ама далеко е од тоа да биде втор град. Мислам, сосема поинаква перцепција. Ајде, ми интересира, може ли да се дигне на нозе? Невработеноста е тоа, гурбеджиите ќе се вратат. Дали има шанса овие што ќе се вратат да инвестираат во нешто? Па вака, овие што ќе се вратат, затоа и ние предвидовме формирање на една канцеларија за помош на инвеститори. Значи, луѓе кои ќе дојдат со парите, во моментот не се тука, години не се тука, не знаат во што да инвестираат, значи една канцеларија која со, да кажам, бесплатна помош ќе им понуди одредени решенија во кои сфери да инвестираат, во кои гранки да инвестираат, така да имаме предвидено таква една канцеларија која треба да биде финансирана од буџетот на општината за помош на тие граѓани кои ќе имаат пари, ама нема да ги чуваат под перница, него ќе ги вложат за да се множат на тој начин. Ќе имаме отворење на нови работни места, значи секој оној начин на кој постоечката невработеност можеме да ја намалиме, ние како локална самоуправа ќе се трудиме да им го понудиме на луѓето. Таа канцеларија ќе работи во нивен интерес. Значи, еве сега имаме акционерски друштва. Доаѓате, оваа канцеларија знае да ве даде сугестија, информација, инвестирајте таму, инвестирајте ваму, значи, ќе им се најде од голема помош на луѓето. Следната работа за која
ќе се залагаме отворење на канцеларија за советодавни услуги за поддршка на мали и на средни предпријатија. Ако некој сака да отвори свое предпријатие, мало предпријатие, средно предпријатие или постоечките мали и средни предпријатија со внес на овој свеж капитал од печалбарството донесен сепак, тоа не се некои големи средства кои тие ќе ги спечелат во овие години, али се средства доволни за мали и средни предпријатија кои може да ги возобноват или да ги прошират. Секое нивно проширување е бројка за нови работни места. Да кажем, во Куманово во моментов, пошто епитетот чевларски град се уште го носи Куманово. Имаме многу чевларски фирми. Ако ништо повеќе со тие пари ќе се смени машинскиот дел во тие фабрики. Ќе се модернизира, да кажем, така да има простор каде да се вложи. Што бидно со онаа италијанска фабрика што нешто вложуваше во Куманово за производство на обувки? Постои ли таа, работи ли таа? Па постои, таа е во погоните на ЧИК, така да има тука многу мали фабрики кои работат, али сепак, знаете, ние македонците сме малку така посебен народ, се е тоа као кираџи, ама кога си имаш своje е малку подруго. Вика, нека си и 5 квадрата, ама да се мој. Така да, со оваа канцеларија што ја предвидуваме, ќе им овозможиме на луѓето, значи и тие кои работат таму, ако дошле во некоја фаза да треба да се прошируваат, да инвестираат нова фабрика, да си направат, а ние како локална самоуправа со овие развојни зони ќе имаме шанса да им понудиме и простор и одредени бенефити на луѓето, да кажем, и ако знаеме дека некој ќе инвестира да прави фабрика каде ќе вработи 200-300 луѓе, едноставно како локална самоуправа и цената на тој квадратен метар ќе биде, да кажем, малку пониска. Доволно ќе биде да добиете помошта и логистиката од централната власт, па која ќе се насочуваат инвеститорите да ги насочат кон вашата индустријска зона што планирате да отворите. Имате ли тајм, рок за отварање? Тука не би требало да има нешто посебно, освен ако имате некоја градба на пат поголема до индустријската зона? Па вака, временски рок за отворање на ова индустријска зона го оставаме за наредните 3 години, затоа што сепак првата година од влегувањето во општината треба да се види кај сме влегле, што сме влегле, на што сме дошле, на која страна треба сега да се завртиме. Мислам, не сакам да парафразирам, али првата година ќе биде така. Веќе од наредната година со донесување на новиот буџет ќе можеме многу работи да ги планираме. Но со водоводот рековте многу брзо ќе изреагира. Водоводот, рековме, тоа е приоритетна работа. Значи, работа за која нема место за разговор. Значи, во 21 век да некој во најтоплите месеци нема вода за пиење. Да видиме понатаму што ви од другото од програмата. Рековме формирање општински совет за економски развој. Во Куманово рековме дека е обуќарски град, формирање на здруженија, ние како локална самоуправа со помош на централната власт, со помош на економскиот совет што го има Републикава, да им овозможиме на луѓево за пласмани, за така. Тоа е вашата програма? Нашата програма по економскиот дел. Добро, еве да ве прашам. Сметате ли дека ова што, како дел што ми го презентиравте од вашата програма е доволна да се спротивставите на вашиот противкандидат, кој сега ќе го бара, се чини, третиот мандат? Па вака, тие до сега нема никаква програма. 8 години работеа без никаква програма. Па зошто тогаш добиваа доверба од граѓаните? Зошто 22 години по вас исперцепирате дека ете, Куманово е строго за СДСМ и без оглед на тоа што и да се случувало во градот? Може би сега да не правам некоја анализа. Ваше размислување? Моје размислување, па вака, конкретно за колегава, пред кога го доби првиот мандат, сепак ги исполнуваше оние услови што ги кажуваме пред малку. Колега гинеколог, го знаат сите во градот, успешен,
Така да некои работи, што ги пред малку кажевме, штом луѓето го знаат човекот, од прилика се јавува некоја наклоност. Поготово во својата работа има помогнено на многу луѓе, задолжено многу луѓе, така да знаеше својата шанса да искористи. Во првиот мандат и се направија некои работи, го доврши булеварот што беше започнат и уште другиот дел од булеварот долу, направи некои така помали проекти, го започна чувениот Кумановски кеј, меѓутоа тоа тука се застана. Во последниве 4 години во Куманово комплетно застана се. Што е причината, не навлегувам, меѓутоа... Па го видовме Бранко Црвенковски, тоа му е ми се чини единствената лопата што е фрли кога дојде за изградба на спортската сала. Бранко Црвенковски доаѓаше за изградба на затворен базен. Затворен базен. Затворен базен, да. Затворен базен. Базентот уште не е завршен. Се надевам дека... Беше пред неколку години беше, ако не се лажам. Па не, ланската година беше таа работа, да. Мислам, многу се доцни со таа работа. Ке ве подсетам една работа. Пред 30 години, кога така бевме ние помлади, Куманово имаше олимписки отворен базен. После 30 години Куманово нема никаков базен. Но што бидно со олимписки? Па олимпискиот така, со некои така малу сумњиви приватизации од времето заврши во некоја стечајна постапка, штом не се одржува и тоа се распадна, така да после 30 години Куманово немаше никаков базен. Јас разбирам за овие 4 години, ако ништо повеќе, барем еден отворен базен олимписки можеше да се направи. Имаше потреба за младите луѓе да имаат некое свое место. Мислам, инвестиција на затворен базен е многу голема. Не дека нема потреба. Има потреба. За град како што е Куманово има потреба. Ќе го довршите ли вие ако добиете? Па во интерес на градот и треба, а и ке морам, сепак тоа се наши пари вложени таму. Дали ќе ви биде доволно се ово од програмата? Бившиот против кандидат најавува гасификација на Куманово. Па вака, Куманово гасификацијата е завршена примарната и секундарната. Мислам завршена. Се води како завршена. Колку е завршена, ќе видиме понатака. Терцијарната гасификација, фактички газ до секое семејство, до секој дом не е завршена. Има услови да барем училиштата да ги гасифицираат. 8 години беа, има време, има услови, тоа не го направи. Во старачкиот дом мислам дека е приклучена, во некои индустријски капацитети ова фабриката за шамни цеви, таму беше приклучена гасификација, иначе во градот никаде. За овие 8 години може и таа работа да ја завршат. Ја немате вие гасификацијата во програмата? Ја имаме во програмата. Гасификацијата, значи на продолжување оному кај што е застанала. Сепак гасот како алтернативно средство за енергија во моментов е многу исплатива економска категорија, така да и еколошки и финансиски одговара гасот да биде достапен до секое семејство во градот. Така да ја имаме и во програмата ставена. Довршување на гасификацијата во градот. Рековте за градот Куманово како урбано место станало само асфалт и бетон. Зеленило и да нема. Но кога објаснувавте за водоводот и логично е да нема. Ако луѓето немаат вода за пиење и за хигиена, кој би полевал зелени површини. Но и тоа не е одговор на состојба. Станува па после градот нехубано место за живење ако нема зелен простор. Па вака Куманово, да кажем, од на времето, едно зелено Куманово сега е буквално град на бетонот и на асфалтот. Во таа трка во градење на згради, некои основни работи кои одат, да кажем, со градење на овие згради, се занемарија во трка за простор. Во Куманово зградите што се изградија, никаде нема предвиден паркинг за луѓето кои живеат во тие згради. Не се предвидени зелени површини меѓу тие згради. Зградите се залепени една до друга.
Буквално на одредени згради од една тераса до друга тераса имаме 1,5-2 разлика. Значи, во трка за простор за земјиште, некои основни нормативи во архитектурата се запоставија. Така да, затоа и Куманово стана она што стана, значи град на асфалт и на бетон. Се заборави на зеленилото, во трката по земјиштето се заборави на паркинзите, затоа во Куманово е сообраќаен хаос, затоа во Куманово најголем проблем се паркинг местата. Сите се прашуваат зошто. Не е предвидено пред зградите, секоја зграда си има свој паркинг по простор или подземна гаража. Да Ништо кажем, нема од тоа нема градење. ништо во ни една Ја мислам зграда. дека е тоа законски обврзувачки за секој што гради. Во Куманово таква зграда не постои, која има подземна гаража за жителите од таа зграда. И што ќе направите вие? Па вака, Катна гаража? катна гаража не е предвидена во програмата, иначе најдобро беше да секоја зграда си има своји подземни гаражи, така да станарите ќе си немаа проблеми, вака да сепак на тие луѓе во тие згради треба да им се даде некој правец, некој решение. Господине Георгиевски, ќе ве замолам за уште една пауза да направиме кратка, па веднаш по тоа продолжиме со разговорот. Бидете така. Дефинитивно, докторе, рекреација ми фали и мене. Точак, нешто таму, патеки, така, спорт, рекреација. Куманово беше град, има легенди, мислам, за кои знаеме, медалисти и така натаму, од кај што излегува пар екселанс спортисти. Тоа некако избледе, исчезна, остана само како некоја урбана легенда. Спортот едноставно се маргинализираше. Па вака, Куманово на времето беше и еден од најспортските градови. Се сеќавате на АЦЕ, на Јакупи, боксот, фудбалот, кошарката, така да имаше. Јас велам, немаше спорт кој го немаше застапе во Куманово. Меѓутоа, со овој период така на некоја трансформација на општеството, многу работи складна во се оваа криза која ја зафати оваа наша мала државичка, а некако спортот западна во некој, така да кажем, некој спореден план, така да во овој момент спортот во Куманово е на многу ниски гранки. Од појаките клубови, кошаркашкиот клуб, ракометниот клуб, така да спортот се сведе на тие два спорта. Иначе, другите спортови што на времето ги имаше Куманово, веќе ги нема. Ние во програмата... Па нема веќе големи фирми и компании кои да ги поддржи и како индивидуалци, и како групни спорти, едноставно нема, пропаднаа тие, самите ги исперцепиравте. А со пропаѓањето на тоа и немањето алтернатива, младите да се занимаваат повеќе, да ги влече, не знам, тој спорт се оддаваат на други работи, предпоставувам. Па така е. Основната работа, да кажеме, што една локална самоуправа треба да има, на времето постоја и Сојуз за спортови и организации кои се грижа за таа работа, е уствари моментот за воспитување, тоест помош во воспитувањето на младите кадри од општината. Значи, оној дел од воспитување што родителите го пружаат, што го ние викаме домашно воспитување, е основната работа. Основната работа е родителското воспитување. Меѓутоа, системот како систем, во доградба на тие личности, им помага со одредени системски решенија. Како? Па еве вака, значи ако ние као локална самоуправа дојдеме утре на власт во Куманово, имаме програма со која по прашањето на спортот ќе го сведеме во секое основно училиште. Да, сите оние спортови кои беа на времето застапени, да ги повторно живееме и да ги воведеме во училиштата. Сите спортови, заради тоа што секој дете, нормално, зависно од својата физичка градба, психичка градба, Добро. да може да се најде себе си, Така. во кој спорт му одговара. Така да
голем акцент ќе дадеме на тоа поле, значи и организационо, и материјално, така да ќе воведеме надпревари, лиги меѓу училиштата, значи од најмали нозе да децата ги научиме на еден спортски живот, на еден спортски ред и дисциплина, на една одговорност во животот. Од најмали нозе, преку спортот, значи детето да има еден ангажман, со кој ангажман има шанса да израсне во здрава особа, која ќе може во животот да се справи со сите потешкоти и сите предизвици што ќе му се јават. Добро, не мора да идеме во тој разговор затоа што го разбираме, но проблемите, зошто би требало тоа да биде така, секогаш е многу јасен. Како ги прецепирате вие? А тоа е зголеменото присуство на дрога и наркоманија во градот меѓу младите. Што е причината? Дали тука локалната самоуправа може да помогне во тоа, бидејќи не е поентата само децава да ги гониме, земел, завиткал, трава и така натаму. Тоа е само нели, они се викаат Stairway to Heaven, едно од многуте скалила до што мислат дека се качуваат нагоре за да ги останат доле. Но зошто се случува тоа? Зошто е тоа зголемување? Па вака рековме пред малку. Бројка од 30.000 луѓе е енормна бројка. Значи, со таа бројка во печалбарство по корка леп ќе дојде некоја пара, меѓутоа недостатокот на еден од родителите, значи доаѓа до нарушување на многу работи во семејството. Поради тоа, уште еден податок да ви дадам, Куманово во овој момент носи уште еден неславен рекорд. Прво е во Македонија по бројот на разведени бракови. Значи, и таа пара што ќе дојде, дава некои ризици, опасности, така да многу семејства се имаат расформирано. Децата од тие семејства, да кажам, ги преземало улицата, а улицата знае со себе кои ризици ги носи. Тука се наркозависно, потоа се јавуваат овие наркозависници, кај што има пара, дрогата најлесно влегува, нема контрола од родителите, оно што го кажавме пред малку. Значи, во изградба на здрава личност, најбитна е, рековме, делот на домашното воспитание. Ние како систем ќе помогнеме во доизградба на тие луѓе во здрави луѓе. Меѓутоа, клетката, основниот зародиш, се двата родитела што треба да го тоа дете да го усмеруваат. Ако ги нема, ако тука има прекинување на ланецот, понатаму се гледа исходот. Значи, рековме, Куманово, покрај тоа што е број еден како печалбарски град. Има ли чарет за ова? Да довршам, па ќе кажам. Покрај тоа што го носи бајракот број еден за печалбарството, број еден по разводи, број еден по наркозависници во Македонија. Не ми се веруваше, слушам. Број еден, значи, по наркозависници, регистрирани наркозависници, Куманово е број еден. Така да, многу работи се пореметени во овие 22 години и за решавање на овој проблем мора системски да се погледне севкупно од сите страни. Затоа и дадовме акцент на спортот од најмали нозе. Меѓутоа, овие кои веќе се длабоко завлегле по прашањето на дрогата, имаме и тука решение да се формираат сослужби за овие наркозависници. Во моментов сегашниот центар што е за лечење на наркозависници е голем проблем. Сместен е во населбата Гоце Делчев. Веднаш до него е сместена детска градинка, од горната страна основно училиште. Тој центар не требаше тука да биде. Тој центар требаше да биде дислоциран. Извинете, стварно визуелно немам појма за што зборите, но доволно ми збори центар за зависници покрај основно училиште и покрај градинка. Наистина нема логика. Нема, али тоа не е реалност. Граѓаните од населба Гоце Делчев наназад години се бунеа, меѓутоа локалната управа до сега не најде сенс да го реши тој проблем. Не ќе го решите?
Овој проблем подхитно мора да се реши. Дислокација мора да се направи. Впрочем, вие сте и лекар и така натаму. Возможно ли е тоа да биде брзо и безболно? Дислокацијата? Дислокацијата мора да се направи. Сепак центарот што е во надлежност на Општа градска болница Куманово, таа е под Министерството, но кога ние као локална самоуправа ќе притискаме со ред барања и други работи со помош на централната власт, овој проблем ќе го решиме. Прво мора да го решиме во интерес на тие млади генерации. Замислете, вие фиксање ќе фрли шприц, игла, мало дете ќе дојде да си игра од градинка. Не, готово. Мислам, не треба да се прави муабет кои се ризиците. Да. Така да тој проблем подхитно треба да се решава. Значи, покрај решавањето на постоечките наркозависници, значи и системско решавање уште од најмали нозе, за да ризикот дека одреден дел од младите ќе ни тргне по тој пат, го доведеме до минимум. Тоа е многу поевтино, побезболно и поефикасно него било колку да се, пример, и вложи и тим од стручни лица во одвикнувањето од дрогата и сепак ќе признаете резултатите од сите тие лечења не се баш многу позитивни. Значи, во суштина се сведува на тоа дека прво мора да почнете од тие така наречени индустријски зони, каде што луѓето од надвор би се вратиле, да се помогне со тие канцеларии за инвестирање. Да. Значи, тие средства не само да биде таму па испраќа огромни пари, а жена сама, дома со години и така натаму, па доаѓа до ерозија на брачната состојба. Со тоа прво страдаат децата, нели? Идат алтернативи и така најранлива категорија во сите тие стресови што ќе се најдат. Значи тоа вака ми звучи како интересен концепт за планирање. Впрочем, лекар сте, имате положено Хипократова заклетва и мислам дека апсолутно и од вас се очекува како лекари подобро да ги разбирате овие работи, но и поинтензивно да реагирате за да се направат. Кажете ми, што има друго како акцент вака чисто визуелно градов, оно што граѓаните ќе можат да го забележат? Еве, например, ја не знам колку кумановци се задоволни како изгледаат некои работи, а во градовите е клучно, нели? Влезот, излезот на градот, автобуската станица, железничката станица, тоа се на некој начин и сликата градот покрај, нели, самиот центар. Па вака, една од работите која ние ја предвидовме, значи, да кажеме на наш кумановски народски јазик, едно видување кога ќе влезете во нечи двор, вие добивате една представа каква е куќата внатри, какви луѓе живеат. Кај нас влезовите на Куманово се такви што многу пати ние кумановци кога така ќе правиме муабет додека возиме, ги промашуваме. Ние кои ги знаеме. А што мислите луѓе кои не ги знаат, доаѓаат од страна, тие се потполно необележени. Влез за Куманово од коридор 8 нити е обележен, нити е осветлен, нити е изведен како што треба. Тоа е катастрофа. Затоа во програмата ние напишавме да реализираме локални патишта во урбаниот и во руралниот дел, а воедно да не заборавиме и да ги приуредиме постојните влезови и излези на Куманово според сите можни европски стандарди, вклучувајќи и светлосна сигнализација. Зошто? Па оној што ќе дојде од страна да знае дека влегува во најголема локална самоуправа во Македонија. Автобуската станица? Автобуската станица во моментов, мислам, многу проблеми има во Куманово. Да ви кажам, од една страна, чисто како човек во надпреваров да се победи, ќе ми е мило, нормално како во секој спортски надпревар да победиш. Меѓутоа, кога ќе помислам што ме очекува, што да ви кажам, проблеми натложени многу. Автобуската станица во моментов е во една таква руинирана состојба, што е буквално кажено ругло во градот. Ние предвидовме изградба на нова преку приватно партнерство, значи имаме
локација предвидена на излезот од градот во близина на железничката станица. Аха, значи нова ќе се гради автобуска станица. Нова автобуска станица во близина на железничката станица. А со постојната што? Постојната во, да кажем, во овој момент се уште трае стечајната постапка, бидејќи фирмата Югтурист која стопанисува со неа е во стечајна постапка, стечајот уште не е завршен, како и во... Югтурист отиде Јабана? Как рековме, од кумановските фирми 99% отиде Јабана. И како и во многу други фирми стечајот уште трае, не е завршен, така да, значи, локацијата може да се искористи за некоја за како автобуска станица за јавен превоз, а иначе за меѓуградска надвор од градот, што мислам дека е многу поисправно. Знаете, ако не им дадете на луѓето шанса да ги канализирате како треба, тие сами се снаоѓаат. Во овој момент Кумановска меѓуградска автобуска станица е на излезот кај бензинската пумпа. Луѓето знаат дека во тој саобраќајен метеж, што е сега во Куманово, со автобусите повеќе време ќе изгубат да дојдат до автобуската, така да луѓето сега ги оставаат горе на бензинската пумпа. Патниците таму ги седнуваат. Да, значи, луѓето од нужда се снаоѓаат и наоѓаат решение. Тоа не личи, тоа повеќе личи доликува на некоја мала паланка или на село, а не на некој град каде како што треба да го перцепираме еден од најголемите градови во Македонија. Жално. Господине Ѓорѓиевски, ја искрено да ви кажам, вака доста ве подпрашав и испрашав, ако остана нешто недоискажани, повелете, ве молам, доискажете се и... Па пред малку кажавме, Куманово беше најспортски град. Добро. Затоа и предвидовме да Куманово, како и сите други градови, како и сите други локални самоуправи... Да го вратите боксот. Боксот ќе се врати сам по себе, ако се она што го рековме, уште од мали нозе стартува. Слушај, ако се вратат овие момци набиени, набилдани, дваму што се во Афганистан и Ирак, ќе има бокси тоа добар во кој што се па ги сретнувам обично и што работат и со логистика, ги гледам, вика се сретнуваме, онака комуницирам со нив, понекогаш и на одмор ќе се видиме на плажа. А видиш некој добро развиено момче, 90% дека е кумановец од Афганистан или од Ирак. Викам, мораш, вика, да си во кондиција, стално вежбаме ово, она. Викам, штета што се Викам, малци и за спорт да освоиш медаја, да... Јасно. Викам, штета што се троши само за така. Јасно. Затоа ние, да кажеме, како локална самоуправа во програмата предвидовме ревитализација и надградба на постоечкиот фудбалски стадион. Постоечкиот фудбалски стадион е под управа на локалната самоуправа, меѓутоа и тој е сега во фаза на руина. Ние ќе го доведеме во состојба да биде, да кажам, дика и понос на градот. Да? Така да на тој начин ќе овозможиме да фудбалот кој во Куманово е замрен многу одамна, покрај организацијскиот дел, што рековме уште по основните училишта, средните училишта, сепак за да се дојде до еден врвен спортист во било кој спорт, најмалку 2 олимписки циклуса треба. Ќе го направите стадионот вака убав како овој? Па не можеби во оваа величина, али предвидено да. Нови седишта, покривање, нов терен. Покриен стадион со внатре со спортски хотел, спортистите што ќе доаѓаат тука, значи да бидат сместувани тука, со сите оние соблекувални, купатила, се оние најнормални работи што еден стадион треба нормално да ги има. Значи сето тоа е предвидено. Значи рековме и Куманово да има еден репрезентативен спортски објект. Понатаму за она што кажавме програмата за да ја реализираме, потребни се и уште спортски сали. Така да предвидовме изградба на спортска сала во Средното техничко училиште Наце Буѓони. Наце Буѓони е средно техничко училиште кое постои 50 години. 50 години е без спортска сала во центарот на градот. Мислам, потсеќа ова на Гоце Делчев у строг центар на Скопје. Нема врска. Повелете. Така да предвидено е изградба на спортска сала
во Средно-техничко училиште Наце Буѓони, во село Черкезе Јероним Дерада и во село Романовце Кирил и Методи. Значи, уште 3 спортски сали. И организационно ќе се погрижиме да сите тие спортски објекти, значи покрај тоа ќе градиме и многу мултифункционални објекти по средните училишта, но кај што ги нема. Значи кои ќе служат и за ракомет, мал фудбал, кошарка, одбојка, тенис, значи Се во ова го гарантират на граѓаните дека ќе го направите? ова ќе им го понудам на граѓаните да го имаат. Сепак ангажманот околу користење на сите овие работи ќе биде нивен. А за да го гарантирам ова, значи оваа програма е правена, па е дадена во службите во нашата партија да го изанализираат. Службите стручни од нашава партија се виделе колку кошта секој од овие работи, го имаат одобрено и централната власт стои за ова дека ова може да биде реализирано во наредните 4 години. И јас ви реков, ние овдека немаме некои многу бомбасти проекти. Имаме најреално нормални проекти што еден град треба да ги има во 20 век, не во 21. Рековме канализациони системи решавање. Пола од градските населби немаат решено системи за фекална канализација. Нешто несватливо. Ние тоа го нудиме. Мислите дека е тоа бомбас проект? Па вака бомбасто не е, бидејќи не е нешто некој обелиск кој ќе блеска пред сите и така натаму ќе фасцинира, ама едноставно ќе тргне смрдејата од градот која што е честа во летните горештини кога намален проток на вода и се јавува. Не е само тоа проблем. Недостаток на фекална канализација. Имаме такво секундарно загадување на сите слоеви на земјата, да и онаму кај што имаме бунари со добра вода, која на времето луѓето си ја користеле за пиење, сега не може да ја користи, таа вода е вон употреба. Вака со изградба на фекална канализација, која централно ќе биде спроведена до пречистителната станица што има Куманово, значи ќе овозможиме да и оние бунари кои некој пат се користеле има добра вода, таа е добра многу за грав варење, пример. Сега, покрај тоа што нема одвод за фекална канализација, таа вода не е за употреба. Меѓутоа, со време, тие бунари ќе се прочистат така да шансата да и тие бунари кои до сега не се користени, имаме да ги шанса да ги користиме утре. Еве гледате сега, да кажам, технологијата отиде многу далеку. Систем на ладење, систем на грејење. Ако има некој бунар, тој систем на ладење може да го уклучи преку лето. Така да во куќа не мора да има клима. Со систем на ладење од бунарска вода може, значи, има многу решение. Се надевам дека граѓаните ќе убаво ќе премерат и ќе одлучат по свој надзор. Ме интересира какви се вашите релации со сегашниот градоначалник? Очекувате ли валкана кампања или джентлменски ја водите? Гледам, многу не го спомнувате, иако заобиколно дадовте една критика дека градов заостанува последниве децении и заради тоа се одредени структури и така натаму, но гледам прилично джентлменски ја водите кампањава. Па вака ние вчера, се што не денеска, потпишавме веќе времево, да, потпишавме, да кажам, договор за фер кампања. Мислам, во 21 век да се обврзуваме на таква работа, меѓутоа кај нас се е можно. Така да потпишавме еден таков джентлменски договор. Сакате да кажете, надвор од памет и логика е на цивилизиран човек да потпишува договор за фер кампања, нели што би требало да се подразбира од домашно најнормално. А поготово за луѓе кои се борат за место кое бара интелектуални способности, не физичка сила. Значи, ние тука треба на интелектуално поле со проекти, со менеджментски способности да се бориме, а не со кој знае повеќе трикови за прљави работи. Мислам, несватливо, али сепак потпишавме. Ме праша што можам да кажам, дали политичката култура ќе биде на високо ниво. Ја реков вака, сепак околу културното однесување меѓу нас сите, културата доаѓа, рековме пред малку, од домашното воспитание. А веќе самата интелектуална
позиција што имаме во општеството ни налага одреден кодекс на однесување. Сепак, овде ќе дојде, мислам, од моја гледна точка, јас како човек, како кандидат, знаејќи ги проблемите во градов, нудам решение. Нема потреба да се прави атак на интелектот на народот за да му бодеш очи да кажуваш се што не е добро. Народот гледа. Грешат оние кои мислат дека народот е глуп и не знае. Не, народот многу добро знае. Можеби не реагира веднаш. Можеби му треба време од 20 години. Али, постои еден праг на издржливост, на совивање на кичма на народот, после кој народ вика, доста е. Нема веќе. А демократијата му го овозможила тоа право на народот преку овие најфер демократски избори. Значи, ако нешто не му одговара, тој може со полна одговорност да застане, без кој да знае и да си даде на себе за право некој да го награди или да го осуди. Значи, треба да водиме сметка за не само што ќе кажеме, него и што ќе оствариме. Сепак, реков, ова е една многу реална програма, не бомбаста програма, да кажем, имаме во програмата реализирање одом на ветеното на граѓаните што ги лажат со години дека ќе се направи зелен пазар. Или ревитализација на сточниот пазар. Да ви кажем дека сточниот пазар нити е покриен животните преку лето горат на температура од 50 степени. Нема вода кај да се напие, поило нема за сток. Мислите, тоа е хумано однесување? И мислите дека е голем проект што сум го пишал дека треба да има стреи за сенка и поило да пие вода. Ки ни се смеат некаде во Европа за таква работа. А кај нас е тоа проект. Зошто? Реално ни треба. Потполно ве разбирам. Ви благодарам за ова детално и исцрпно објаснување. Искрено се чувствувам како да сум бил во Куманово. И ќе бидете. И ќе бидете и наш гостин. Секако долго време не сум бил од семејните обврски и моите секојдневни емисии. Тешко наоѓам време за тоа, но дадовте во исто време една суморна слика за состојбата не само физичкиот изглед и естетиката, туку и за она што со луѓето се случува, нивните трагедии. И се надевам дека граѓаните ќе одлучат по свој назор и ќе проценат. Па се надевам дека ја дадов овде со вас еден мал придонес да се запознаат со вас и да се запознаат со вашата програма. Благодарам на вашето време, благодарам на, да кажем, вашиот придонес во цела ова моја кампања, да на некој начин малку пошироко ги објаснам работиве, проективе, кои се понудени на граѓаните за одредени реални проблеми што ги мачат, дека за разлика од сите други, одредени проблеми што ги имавме ставено во програмата, кога ги имавме ставено пример као чистење на Кумановска река, уште пред 4 месеци ние го зборевме, пред 2 месеци излезе програмата. Поплавата што се случи пред 10 дена беше баш заради тоа. Едно од најголемите депонии е Кумановска река. Така да, уште еднаш, благодарам на вашето време. Ми беше многу чест и многу удобно овдека. Така да, разговорот можеме го наставиме до сабајле кога се јаде бурек. Благодарам. Сепак ќе останеме кратки, пократки и концизни, иако саат и пол беше, па и повеќе саат и 45 минути. Мислам дека е сосема доволно да не изгубат гледачите концентрацијата на оно што им го говоревте. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре и продолжуваме со гости. Лиљана Поповска од Дом ќе биде гостин во емисијата. Емисијата ќе ја започнеме веднаш по завршување на фудбалскиот надпревар помеѓу Барселона и Милан. И на тоа мислам за вас. Лека ноќ и пријатно од мене. Лека ноќ.